Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе го обработиме Псалм 29, кој е всушност песна во која авторот пишува за тоа како природата го слави Господа. Ова не е прв псалм со ваква тематика во оваа книга. Во Псалм 8 читавме за небесата, кои се дело на Господовите раце и месечината и звездите кои тој ги создаде. Потоа, во Псалм 19, исто така читавме за небесата кои ја објавуваат Божјата слава. Таму се пее и за сонцето како младоженец, но Псалм 29 е песна во која се опева како природата реагира на Господовиот глас и присуство и во одредена смисла прикажува страшни сцени. Верувам дека некои од вас ќе се сетат барем на една бура која ја имаат видено во животот, било да е тоа во живо или на телевизија, но таа бура ви предизвикала одредено чувство на страв во вас. Големите бури, особено оние во Америка кои се проследени со урагани, често знаат зад себе да остават голем хаос и штета од милиони долари. Во одредена смисла, во Псалм 29 се опишува некоја таква сцена при која природата бурно реагира поради Господовиот глас, слава и присуство. Поентата на авторот е на сликовит начин да опише како созданието трепери пред својот создател, а и како човекот, угледувајќи се на природата, треба да има стравопочит од Господ. Патем, овој псалм има многу интересна структура, за која сакам да кажам некој збор. Прво, сакам да размислиме за самата структура, а потоа за контекстот во кој е напишан и на крај ќе размислуваме за темата. Овој псалм, како и сите останати, е дел од античката еврејска поезија. За него Евалд рекол: овој псалм е напишан со најдобрата можна симетрија која постои во еврејскиот јазик. Делич го рекол овој псалм псалмот на 7 молњи. Еден друг теолог има изјавено дека овој псалм е неверојатен опис на бура, која е реакција на природата во нејзината средба со Господовата слава и големина. Она што треба да го имаме на ум во однос на еврејската поезија е фактот што во неа ретко се цели да се постигне рима. Во времето и културата во кој ние живееме, римата е исклучително важна во поезијата и верувам дека можете да се сетите барем на едно парче поезија кое во себе содржи некаков вид на рима. Нашата поезија е поинаква од она на Шекспир или пак еврејската поезија. Во еврејската поезија не се цели кон рима, туку кон она што се нарекува паралелизам, односно тоа е повторување на една иста идеја, но на поинаков начин или истакнување на некој дел од идејата која претходно е спомната. Сигурен сум дека ќе ја забележите таа поетска форма при обработката на овој псалм. Наједноставната поделба на оваа старозаветна песна се состои од 3 дела: вовед, главен дел и заклучок. Во првите 2 стиха се наоѓа прологот или воведот. Ќе почнеме со читање на тој дел од псалмот. Воздајте му на Господ, синови Божји, воздајте му на Господ слава и моќ, воздајте му слава на Господ на името Негово, поклонете му се на Господ во Неговото светилиште. Уште од самиот почеток, Давид сака да ни помогне да размислуваме на возвишени нешта, а во стиховите 10 и 11 вели: Господ седи на престолот над водите, и ќе седи Господ како цар довека. Господ ќе му даде сила на својот народ. Господ со мир ќе го благослови народот свој. Од една страна, низ целиот псалм опишува сцени во кои природата е разиграна и се случува некаква бура, но, од друга страна, ги подсетува читателите дека покрај се, Господ ја има контролата. Дури и кога ќе се соочиме со животни бури, тој е во контрола. Во вториот дел од овој псалм, кој е всушност главен дел, читаме за Господовиот глас. Фразата Господовиот глас 7 пати се повторува во оваа песна.
Како што ќе ги читаме стиховите 3 до 10, верувам дека ќе го забележите тоа. Што се однесува до контекстот во кој Давид го напишал овој псалм, иако во писмото не ни е откриено, сепак ќе ви го кажам моето мислење. Сметам дека царот го напишал овој псалм кога размислувал за природата околу себе. Знаете, вие кои сте виделе слики од израелската земја, сигурно сте забележале дека таа е полна со природни убавини. Самата земја има излез на море и затоа Давид пишува за силните води. Има гори и планини, тој исто така пишува и за нив, а и е окружена со земји кои имале големи и прекрасни кедрови дрвја. И тој дел од природата е спомнат во псалмот. Можеби, додека бил во својата палата во Ерусалим, царот Давид забележал дека се подготвува некаква бура, па како резултат на таа временска околност одлучил да пишува на оваа тема. Во следните стихови кои ќе ги прочитаме, ќе забележите дека Давид почнува да опишува одредена бура. Тој зборува за водите, за грмежи, за силни води, скршени дрвја и слично. Продолжуваме со читање. Стихови 3 и 4. Гласот Господов е над водите, Бог на славата грми, Господ над силните води. Гласот Господов е во силата, гласот Господов полн со величественост. Ова е како почеток на бурата. Можеби Давид слушнал некаков грмеж, видел молња и сето тоа било инспирација да ги напише овие зборови. Како што започнува бурата, Давид забележува дека на небото се појавуваат темни и лути облаци, кои го покриваат сонцето и ја затемнуваат целата земја. Ветрот почнува да дува многу силно и на сите луѓе им станува јасно дека следува тешка бура. Не само тоа, туку облаците со себе носат дожд, не пролетен дожд кој има за цел на брзина да ја освежи земјата, туку силен дожд кој може да предизвика одредена штета на посевот. Давид ги гледа сите овие нешта и одлучува се што се случува да го припише на Господ, односно на неговиот глас. Гласот Господов е во силата, вели тој. Гласот Господов е полн со величественост. Верувам дека реакцијата која тој ја очекува од неговите слушатели е да имаат стравопочит кон Господ поради неговата големина. Стих 5. Гласот Господов крши кедри, ги крши Господ кедрите леванонски. Некои од вас ќе се сетат на либанското знаме. На средината од знамето има зелено дрво и тоа е всушност либанскиот кедар. Таа земја е позната по кедровите дрва, кои во времето на Давид биле символ за сила и цврстина, а сепак Давид вели дека со својот глас Господ ги крши кедрите ливански. Идејата е дека Господовиот глас е толку силен и толку длабоко продира, што дури и нештата кои луѓето ги сметаат за цврсти не можат да го издржат неговото влијание. Стихови 6 и 7. И направи како теле да подскокнува ливан, а Сирион како младо биволче. Гласот Господов фрла огнен пламен. Ливан е всушност парче земја, а Сирион едно од имињата за планината Хермон, која е навистина голема. Се чини дека Давид продолжува со ист стил како досега и ја нагласува силата на Господовиот глас, кога зборува за подскокнувањето на Ливан како теле и подскокнувањето на Сирион како младо биволче. Тој всушност зборува за земјотреси. Во тоа време Леванската земја била големо пространство, а и планината Хермон била сметана за символ на истрајност. Но Давид како да вели, ако Господ прозбори, и Леванската земја и планината ќе почнат да играат како млад добиток. Стихови 8 и 9. Гласот Господов ја потресува пустината, ќе ја затресе Господ пустината Кадис. Гласот Господов ги породува бремените кошути и ги оголува горите, и во храмот негов секој ја возвестува славата негова. Од се што прочитавме досега, можеби ќе си помислиме дека гласот Господов предизвикува лошо, штета и страв, но тоа не е воопшто така.
Сите овие појави кои досега Давид ги наброја се всушност доказ и символ за големината на Господ. Во стиховите кои предмалку ги прочитавме, тој вели дека бремените животни се пораѓаат од гласот Господов, а и во неговиот храм луѓето го слават поради неговата објава. Стихови 10 и 11. Господ седи на престолот над водите и ќе седи Господ како цар довека. Господ ќе му даде сила на својот народ. Господ со мир ќе го благослови народот свој. Изворот на силата е Господ. Да, вистина е дека кога ќе се соочиме со некаква животна бура, ние чувствуваме дека сме соочени со сила која е поголема од нас. Но Господ може да ни даде сила да се соочиме со тие бури, знаејќи дека кога ќе завршат, тој ќе не благослови со мир. Било да станува збор за личните бури низ кои минуваме, или пак за оние кои допрва ќе се случат во периодот кој Библијата го нарекува големите страдања, ние можеме да црпиме сила од Господ во тешки времиња. Тој сака да не благослови со сила за бурата и со мир после бурата. Бурите се реален дел од животот, се разбира, сега зборувам за духовните бури, оние непријатни ситуации во кои секој од нас се нашол и ќе се најде. Некои од вас минале низ бури, а други моментално се наоѓаат во бура. Господ Исус е господар над бурите. Предпоставувам некои од вас ќе се сетат на случката во која неговите апостоли беа во бродчето и се бореа против брановите на Галилејското море. Додека се случуваше сето тоа, Господ Исус спиеше во бродот, а тие го разбудија и му рекоа: "Зарем не ти е грижа што гинеме?" Потоа тој стана и ја смири бурата. Тој не ги смирува сите бури со кои се соочуваме, но дури и кога не ја смирува бурата, ни дава мир да знаеме дека ќе дојде момент кога таа ќе помине. Сега, додека зборувам за оваа тема, се сеќавам на некои луѓе за кои знам, кои моментално минуваат низ бури. Слушнав за една мајка која потекнува од ескимите, а живее во Алјаска. Таа го изгуби својот син во една престрелка и тоа многу тешко ја погоди. Но, кога почнала да ги слуша овие библиски поуки, Господ Исус преку нив и помогнал да се справи со бурата низ која минува. Таа нејзина бура се уште трае, но Господ Исус наоѓа начини како да ја помогне и да ја охрабри додека минува низ болката. Можеби и самите вие минувате низ некаква бура во моментот. Сигурен сум дека тоа му се случува барем на некој кој ја слуша оваа програма. Сакам да ве поттикнам и охрабрам да се свртите кон Господ Исус и од Него да побарате помош. Верувајте ми кога ви велам дека тој нема да остане рамнодушен на таа молитва. Или пак, можеби самите вие не минувате моментално низ бура, но познавате некој кој се наоѓа во таква животна околност. Всушност, секој од нас познава некој кој се наоѓа во тешка бура, било да станува збор за ситуација поврзана со семејни проблеми, професионални проблеми, финансиски или здравствени предизвици и слично. Туѓата бура е прилика за вас да се молите за таа личност. Одвојте неколку минути во текот на денот и барајте од Господ да ја исполни таа личност со неговиот мир, да ја даде неговата сила и надеж и да ја зајакне верата. Во Светото писмо ни е кажано дека добро и полезно е да се молиме еден за друг, и токму молитвата е еден од најдобрите начини на кои можеме, а и треба да ги поддржиме оние кои страдаат. Со тоа доаѓаме до глава 30 од книгата Псалми, и поради тоа што сме ограничени со време, ќе прочитам и прокоментирам само неколку стихови. Станува збор за прекрасна песна во која Давид не поттикнува да го славиме и обожаваме Бог. Во претходниот псалм читавме за бурите, а сега читаме за тоа како авторот ги повикува слушателите да го слават Бога за неговите големи дела. Овој псалм се чита за време на празникот Ханука или празникот на светлината и осветувањето, кој пак беше воспоставен во времето на Макавејците. Ке почнеме со читање, стихови 1 и 2.
Ке те величам, Господи, зашто ме извлече и не допушти непријателите мои да се радуваат над мене. Господи, Боже мој, повикав кон Тебе и Ти ме исцели. Некои толкувачи на писмото веруваат дека Давид бил болен додека го пишувал овој псалм, а Бог го исцелил и подигнал од постелата. Немам ништо против тоа мислење, но сакам да напоменам дека не можеме да бидеме сигурни за каква болест станува збор. Но од стиховите кои ги прочитавме, јасно можеме да заклучиме дека Бог го исцели. Ако имате потреба од исцеление, ќе ве охрабрам да повикате кон Бог. Стихови 3 до 5. Господи, Ти ја изведе душата моја од светот на мртвите и ме спаси од слегување во гроб. Пејте му на Господ, верници негови, благодарете му на неговото свето име, зашто гневот му трае само миг. Животните бури ќе престанат. Дури и кога се наоѓаме во ситуација кога Господ не дисциплинира поради некаков грев или грешка, животната бура сепак ќе престане. Јас минав низ животна бура која воопшто не беше моја вина, кога имав 14 години и мојот татко почина, но релативно краток период потоа јас поверував во Господ. На некој начин би рекол дека тој ја исползува бурата за да ме приближи поблиску до себе. Стих 8. Тогаш кон Тебе, Господи, повикав и на мојот Бог му се помолив. Каква полза од крвта моја ако слезам во гроб? Давид беше искрен со Господ и кога се наоѓаше во неволја го праша: каква е ползата од мене ако непријателите мои ме убијат? Со други зборови, тој од Господ бараше да го заштити и да не дозволи да биде погубен. Истото му го кажав и јас пред многу години, особено кога ме дијагностицираа со рак. По неговата милост, Бог одлучи да ми го продолжи животот. Стих 12. За да те слави душата моја и да не замолкне. Господи, Боже мој, вечно ќе те славам. Јас искрено немам ништо повеќе да додадам на ова што Давид го кажува на крајот во псалмот, бидејќи сметам дека на многу мудар и вешт начин ни ја опиша Господовата големина и каква треба да биде нашата реакција на таа негова големина. До следното проучување, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.